За околу 2 месеци се очекува да заврши измената и дополнувањето на текстуалниот дел од Генералниот урбанистички план за Прилеп, со што овој документ кој што веќе е застарен од 2023 ќе се усогласи со деталните урбанистички планови кои што се во процес на изработка, со што се очекува оваа година конечно да се откочи процесот на издавање на градежни дозволи. Овој процес беше прилично стопиран во изминативе 8 години, така што и приходот на такси по овој основ за општината беше сведен на минимум. Тоа би овозможило сите оние детални урбанистички планови кои што се во постапка на донесување, а заради самата констелација на Генералниот урбанистички план имаат потешкоти во нивното донесување, со ова донесување на измена на Генералниот план во текстуалниот дел, со дополнување на текстуални одредби, кои што пак се би биле во корист за донесување на планови кои што се во постапка. Со тоа би се створиле услови за издавање на повеќе одобренија за градење. Ако лани имало издадено околу 100 градежни дозволи, годинава се очекува според секторот за урбанизам тој број да се дуплира. Во моментов, во фаза на донесување биле 18 детални урбанистички планови само за градот Прилеп, а ќе се донесле и 29 за неговата околина и населените места. Интересот последниве денови морам да истакнам дека е зголемен и од физички лица. Меѓутоа, миналата година најмногу беше од правни лица, кои што за стопански објекти, за фотоволтаични централи, меѓутоа, како што знаеме, веќе со енергетските планови на општините, фотоволтаиците веќе капацитетот е исполнет и понатаму очекувам одобренијата за градба да бидат од сферата на индивидуалното, колективното добување и од стопанството. Се работело на изработка и на нов генерален урбанистички план за Прилеп, зашто наскоро ќе бил распишан и тендер, а истиот се очекува да биде завршен за околу 3 години. До тогаш ќе важи стариот ГУП со новите измени.